digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. И добро дојдовте на каналот BetTeacher Crypto и денеска би сакал да разгледаме некои чартови и да видиме што се случуваше во претходната недела. Секако како и вообичаено ќе погледнеме некои чартови на крајот од ова видео за да видиме каде се наоѓаме моментално на нив. Па така, како што можеме да видиме, инфлацијата е скриена такса која што ја плаќаме секогаш кога тие ќе испринтаат пари и можеме да видиме дека доларот изгубил околу 30% од неговата куповна моќ од 2020 година и доколку сме штеделе, вкупно 1/3 од нашите сочувани пари би била изгубена и тоа во рок од 5 години. И сега замислите дека сте чувале пари 5 години и од нив загубувате третина. И тоа е она што го плаќате доколку ја игнорирате инфлацијата и не ви се потребни никакви падови за тоа да се случи, туку едноставно со времето тоа е програмирано да се случи. А сега тука имаме биткоин доминацијата и можеме да забележиме дека имаме две насоки тука, едната може да оди вака и да застанеме тука некаде. Погледнете од првото дно сме отишле малку погоре тука, доколку повторно направиме така би завршиле некаде тука, или пак имаме уште една опција, имаме мало движење на страна и повторно надоле да се придвижиме. Адаптацијата продолжува, како што можеме да видиме дека токенизацијата е всушност основата за новиот финансиски систем. Тоа кажуваат и голем број на големи луѓе кои што моментално се во крипто, како и овие. Во меѓувреме имаме M2, кое што се движи исто како биткоин, но погледнете, тука имаме мала корекција и продолжување нагоре и биткоин моментално се коригира. Но, да го погледнеме вториот чарт, погледнете. Тука имаме формирање на мал врв и продолжување на M2 нагоре, но што прави биткоин? Тој продолжува надоле. Погледнете. Што значи дека прво се формира врвот на биткоин, а потоа се формира врвот на M2, кое што некој период се движи во спротивна насока од биткоин, а потоа се придружува, каде што заедно го формираат тоа дно тука и повторно продолжуваат да се движат заедно. И погледнете што се случува во следниот дел. Имаме повторно прво формирање на врвот за биткоин, M2 продолжува нагоре, биткоин оди надоле и потоа заедно одат надолу. Што ќе се случи тука, не можеме да знаеме, но една од сценариите би можела да биде формирање на DCKL тука, како што сега имаме пат, ќе покажем и подоцна. Повторно мало придвижување нагоре, може би до тука некаде и продолжување надоле, а глобал M2 да продолжи некој период нагоре. Во меѓувреме долгот на кредитните картички агресивно расте, што значи дека американците трошат се повеќе на кредит, можеби затоа што трошоците за живот растат побрзо од платите, каде што имаме висок кредитен долг, значи дека голем дел од населението живее од месец за месец, односно на кредит, плаќа високи камати и е потенцијално финансиски ранлив. И тука има високи камати, кредитните картички имаат многу високи каматни стапки, често на 20% годишно, и ако не се отплатува долгот, целосно секој месец каматата расте брзо и можеме да забележиме дека долгот се зголемува многу повеќе од она што е
ознајмено. И тоа вкупно изнесува сега 1,1 трилион, што значи дека ова не изгледа воопшто добро и не верувам дека ќе заврши добро. А погледнете ги реалните бројки. Имаме, доколку ги исклучиме нето извозот на GDP, имаме минус 2%. Имаме слаб GDP во 10 квартали. А што значи тоа? Тоа значи дека доколку многу е битно дали ќе имаме намалување на каматните стапки во нормализација или пак во рецесија. Ово што го прикажуваме сега, имаме големи знаци дека ќе имаме намалување на каматните стапки во рецесија. А што се случува кога имаме намалување на каматните стапки во рецесија? Многу јасно ќе ја видите тука на чартот, овие црвени делови, кога се случувала рецесија и ние имаме rate cuts, како што можеме да забележиме тука, имаме поголеми движења надоле. А доколку имаме намалување на каматните стапки во нормализација, тогаш имаме нормализирање на економијата и продолжуваме со благ раст нагоре. И зошто пазарот би можел да се придвижи надоле? Можеме да забележиме тука, Комисијата на Сенатот гласаше за унапредување на законот со кој ќе се забрани тргување со акции од страна на пратениците, председателите и подпредседателите, покрај приговорите од повеќето републиканци и со ограничено право за председателот Доналд Трамп. Како што можеме да видиме, на прак сме да се донесе овој закон каде што голем број на трговците веројатно ќе се ослободат од поседување на акциите. А во меѓувреме на хешрейтот на биткоин стигнаме до 1 зетакеш, што значи дека оваа мрежа е посигурна од било кога, што значи дека голем број на луѓе инвестираат во оваа технологија, инвестираат во отварање на майнинг фарми, и луѓето не би го правеле ова доколку адаптацијата не се случуваше моментално. Доколку оваа мрежа не беше сигурна, немаше да имаме прилив на капиталот во ова средство. А сега можеме да погледнеме тука во овој дел, можеме да формираме day cycle, можеме да го броиме ова броење тука, или пак ќе го формираме, бидејќи по правило, доколку гледаме day cycle, значи на ниското ниво, што значи дека е тука, кое што би требало да се случи до 21 август, но како што можете да погледнете цената, точно доаѓа кон оваа стрелка тука, а таа стрелка е од прилика тука 60 дена би биле 5 август, 4 август, не е многу битно. Ова тука може да биде само fake out, failed cycle, со ликвидирање позициите, како што можете мало пробивање на ова и продолжување нагоре. Но секако, доколку не ја пробиеме оваа тренд линија, немаме што да бараме тука. Моментално се во третиот циклус, третиот day cycle кој што треба да се формира, и очекуваме дека четвртиот или пак евентуално петиот би требало да заврши left translated, може би ово да се случи во четвртиот и тука да го формираме дното и потоа да видиме failed day cycles кои што ќе продолжат надоле, но за тоа подоцна потребно е време сето тоа да се прикаже на овој чарт. Доколку немаме пробивање на оваа тренд линија тука, немаме што да бараме. Доколку пак се пробие оваа тренд линија, може да имаме 2-3 свеќи затварање тука, да се ликвидираат тие позиции и да продолжиме нагоре. Не можеме да знаеме. А да имаме што се случува со златото. Ево, златото, претходниот пат бевме многу близко до пробивање на оваа тренд линија, а сега повторно се враќаме и веројатно е формирано ова day cycle тука, како што можеме да видиме 22 дена до формирање на овој day cycle, што значи дека би продолжиле моментално нагоре и сме во третиот дел
на овој циклус и очекувам сега поголеми движења за златото нагоре, а биткоин може да стагнира малку или пак да имаме уште поголем пат. И само да видиме што се случува со S&P 500. Со S&P 500 се вративме до претходниот day cycle low. Моментално го немаме, пробиваме, немаме fail day cycle и се дока сме тука, се во ред. Можно е да се придвижиме уште подолу од тука, бидејќи тука немавме формирање на day cycle low како што треба да видиме пат на цената надоле поголем за да се ресетира тој сентимент и тогаш да продолжиме нагоре, но тоа не го видовме тука, така да day cycle low можеме да го преместиме. Тоа секако би бил огромен број на денови тука и се дека сме на тоа тренд линија, се би требало да биде во ред. Така да, тоа е тоа од мене за денес. Се гледам во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my